Добро утро. Секоја среда околу 9 и 10 минути ние со вас истеруваме 15 на 20 минути разговор за теми кои што се од здравствено значење. Решивме да не разговараме само за пандемијата, па и денешната тема е Така. таква, но ќе ја воведам со едно прашање темата бидејќи се однесува и на пандемијата. Имено денеска ќе разговараме за она што се нарекува откажување од пушење. А, се нешто ме минатиот пат за дебелината зборевте. Добро е. Не е намерно. Да, па знам јас дека вие сакате ако може нова година да дочекаме со карфиол и со краставички мезе, убаво е тоа. Денеска ќе Да, би било разговараме добро. за пушењето. Јас да се декларирам сум пушач, што не е нешто многу за пофалба, меѓутоа она што е за пофалба е што се обидувам да не надминам 10 цигари 15 дневно и така понекогаш ми успева, понекогаш и помалку, но понекогаш и повеќе. Воведот ми беше пушењето го прогласија како еден од ризик факторите за коронавирусот, но потоа морам да ви признам дека се појави и различни други становишта, па некако сега кога ги кажуваат ризик факторите, некако не го спомнуваат пушењето најчесто кога за тоа се говори. Се разбира дека пушењето не е здраво, но каков е фактор во однос на коронавирусот? Така. Земјите каде што се прават интензивно овие анализи и од кои што ние се споредуваме, ни оддалеку немаат таква стапка на пушење како кај нас. И од тука не може дури и да постои некаде на самите, да речеме, едно од ризик факторите, да речеме, и да биде на мапата пушењето, а сепак не може да се истакне до таа мера колку што истото би се случило ако тие анализи ги правиме кај нас. Бидејќи ние мораме да ја правиме цело време свесно таа компарација. Знаете, например, нели, ако веќе го отвараме темата ковид, ја допираме. Да. Често пати сакаме да се споредуваме и за смртноста со другите земји. Меѓутоа ние не можеме ни друга смртност да споредуваме, не па оваа. Пример, кардиоваскуларните болести во Франција се некаде смртност предизвикуваат некаде околу 25%. Кај нас помеѓу 55 и 60%. Имаме многу различна материја со која што зборуваме и не е воопшто лесно да биде компарирана. Така и пушењето уште стојат студиите кои што му го наоѓаат местото кај COVID-19, особено кај компликациите, зголемувањето на веројатноста на компликациите и како што кажавте, и логика има само од себе човек и да не навлегува подлабоко, би звучи логично дека пушењето треба да прави проблем кај нешто што го зафаќа респираторниот систем, но и без да навлегувам подлабоко во студиите, сепак има еден јасен доказ кој што е добро димензиониран и кој што се однесува токму на поврзувањето на пушачите и COVID-19. И трет фактор има, кој што можеме да го зборуваме за следната емисија, доколку би сакале, тоа е загадувањето, кое што сега ќе стане повторно актуелно. За жал, кај нас се совпаѓаат неколку работи. Нација која што е меѓу врвот на пушењето во Европа, прво, второ, на врвот на загадувањето, трето, на врвот на нездравите навики, зголемена телесна тежина, нездрава храна, низок степен на физичка активност, и тоа секако има свој ефект врз последиците од COVID-19. Добро, да се навратиме на пушењето, бидејќи таа навика, се разбира, не е актуелна само заради ковидот, туку е воопшто здравствен фактор за кој што се тврди дека ги намалува шансите за некаков подолг живот и поздрав живот кај граѓаните. Се занимаваме ли ние како општество, како медицинска, како здравствена заедница доволно со овој феномен? Бидејќи јас можам сега да ви набројам едно 2-30 доктори кои што пушат. Многу сте во право. Значи, тоа дури до степен да кај мене лично предизвикува фрустрација, бидејќи јас сум посветен на превентивната медицина. И сега вие имате ситуација во нашата држава, кога сме правели инвестиции во кардиолошките служби, во онколошките служби, на било кој друг начин сме инвестирале во последиците од пушењето да се справиме некако со нив, а таму кај што е изворот, коренот на проблемите, вие можете многу малку да видите активност во нашето општество, генерално збориме. Дури и од аспект на држава, и од аспект на невладини организации. Знаете,
пушењето не е веќе секси да се зборува против пушењето. Во другите земји, во понапредните земји, тоа е прилично застарена тема, ама ние сме заглавени во тој период. Значи, ако во Америка беше да се зборува за пушењето интересно во 80-тите години, помина тоа време кај нив и сега тоа не е меѓународна тема. Меѓутоа, ние го имаме проблемот во моментот и немам зборови за да го истакнам значењето на тоа колку ние како општество, како здравство, како сите институции треба сериозно да посветиме фокус за намалување на пушењето. Доктор Нетов, да ве прекинам пред да знам дека ви е тоа тезата и тоа се разбира исправна теза, меѓутоа вие веројатно сте информиран дека во Македонија, ако не се лажам, годишно околу 100 милиони евра се даваат како субвенции на тутунопроизводителите. Вие знаете дека тутунопроизводителите во еден дел од Македонија за нашите партии, за секоја власт која што сака да добива гласови, се важен гласачки базен. Дури ако не ме лаже меморијата, бидејќи се податоците од минатата година, во Македонија имате два паралелни процеси. Едниот процес е за детутунизација на земјоделието спроведувано од Европската унија, каде што се трошат европски пари за пренамена на нивите за други производи, односно растенија, а од друга страна владата уште толку пари троши на субвенција на тутунопроизводителите. Веројатно таа контрадикција потоа се сели и во ова што вие го говорите, како се однесуваме кон феноменот на пушењето. Так, знаете како, нема преку ноќ да премине ситуацијата од црна во бела. Значи, ќе има еден пролонгиран сив период, да речеме, ако постои таа транзиција. Во таа смисла, постојат на пазарот, постојат и средства базирани на тутун, кои што нели, еве да речеме да не си наштетиме силно на еден дел од нашето општество во моментот, но постојат средства кои што се базирани на тутун, на загревање на тутун, кои што на еден начин го вадат никотинот, меѓутоа не прават толкава штета на здравјето. Мислите на овие айкос апарати што се Мислите на айкос апарати, на овие айкос апарати кои што стануваат популарни? Да. Тоа е тоа, бидејќи станува збор за загревање на тутунот, меѓутоа не и негово согорување. Сакам да речам дека има алтернативи, има опции, дека ние како општество треба да ги бараме тие опции. Значи треба да одиме кон различни опции за наоѓање на намалување на степенот на пушење со цигари, такво какво што е сега. Не е тоа дека ние одма ќе отстраниме еден дел од македонската економија и ќе го избришеме како со гума или луѓе ќе оставиме без леп преку ноќ. Се разбира, тоа се големи долги процеси, тоа не оди туку така, а сепак еве постојат и алтернативи во средина, додека трае тој преоден период. Тој преоден период можеби ќе трае 10-20 години. Сакам да речам, иако тие контрадикторности стојат, кои што ги спомнавте вие, не е дека нема алтернативи на тој пат од едната до другата точка. Доктор Митов, на вашата многу популарна фейсбук страница вие неодамна започнавте еден предизвик, тоа е ова се почна со истурање кофи на глава, ама гледам дека се сели во разни други области. Почнавте предизвик за луѓе кои што сакаат да се откажат од пушење и мислам дека таму веќе имате неколку илјади луѓе кои што се пријавија за учесници во тој предизвик. Што се резултатите од сето тоа? Оти многу се пријавуваат, а потоа како излегува како излегува целата таа математика? Илјадници се пријавија, веројатно илјадници не се откажаа. Меѓутоа, колку и да е успехот и во десетици да се брои. Значи, факт е дека на моментот кога беше објават имаше некаде преку 5-6 лајкови, уште неколку илјади коментари, значи дека многу луѓе се најдоа засегнати. За прв пат ја променив стратегијата, инаку јас во изминатите 3 години само зборував на таа тема дека е штетно, дека не е корисно и се обидував да ја кренам свесноста. Одлучив овој пат да пристапам поинаку. Ајде сега нема да зборувам дали е штетно, колку е штетно, луѓето знаат впрочем. Ајде да направиме еден предизвик, да им помогнеме, да направиме една иницијатива за меѓусебна подршка, да пишуваат, да се активираат, да има една енергија да се создаде и тоа даде резултат. Тоа ги покрена луѓето во правец на откажување. Имаше многу пораки, имаше многу коментари, имаше многу активност,
многумина кои што се закажуваат датуми од кои што ќе почнат, луѓе што ги познавам од ден кога ќе престанат да пушат и навистина многумина успеа. Нека е тоа мал резултат, нема проблем. За 2 месеци јас ќе го повторам тој предизвик. Пак ќе почнеме. Не е целта ако еднаш човек пробал, не успел. Ќе успее следниот пат. Сакам да речам дека настапуваме со една позитивна мисла, со еден ентузијазам, со оптимизам и се надевам дека ова да биде годишно вака една редовна активност кај мене на мојата Facebook страна, дека барем 2 до 3 пати годишно ќе го правиме тој предизвик да повикуваме, бидејќи има, знаете, во стотици илјади се бројат пушачите во Македонија. Јас не се откажувам од оваа тема. На еден, на друг, на трет, на било кој начин ќе се трудиме да им помогнеме на луѓето да отидат кон поздраво живење. Доктор Летов, што покажуваат истражувањата, а и искуството, практиката? Дали е подобро нагло да се престанува со пушење или сепак подобро тоа да се прави во некакви фази, со некакви помагала, па макар и со преоѓање на овој тип на електронски цигари, можеби некакви налепници, вакви, такви никотински, сето тоа. Можете ли околу тоа малку да елаборирате? Тоа е клучот. Значи, ако веќе зборуваме, многумина го чекаат овој дел од разговорот. Ако зборуваме за откажување и сега следува прашањето како. Грубо кажано има два начина, Тој начинот веднаш на откажување престанувам, значи од утре веќе не пушам или од X дата не пушам, и другиот кој што вели етапно намалување на цигарите, преод кон одредени средства за внесна никотин, но со помала штета, за конечно во една точка човек целосно да престане. Да ги разгледаме и двата. Првиот начин кој што вели за откажување веднаш бара подготовка ментална. Значи, например, ако речеме дека еве 1 јануари, ако луѓето кои што не слушаат го имаат овој проблем и сакаат на 1 јануари да престанат да пушат. Бара разговор прво со самиот себе си, потоа со своето семејство и со своите пријатели, барање поддршка, активно зборување за овој проблем, ние кога се плашиме дали ќе успееме во нешто, имаме навика тоа да го преќутиме, да не го споделиме. Меѓутоа, тука се препорачува обратното. Да го кажеме тоа, да ја кажеме својата намера, да најавиме дека од 1 јануари, ако го одбравме 1 јануари, ќе престанеме да пушиме. И ние да работиме во тој период на сопствената мотивација. Зошто го правам тоа? Кои ќе бидат придобивките? Да почнеме да размислуваме како не пушеч. Еве, јас веќе себе се прифаќам како не пушеч. Што значи тоа за мојот начин на живот? Кои ќе ми бидат тие други навики, други вентили, ако ми требаат? Меѓутоа, од денешната точка па до тој 1 јануари ќе следува еден период на активна ментална подготовка кога човек ќе каже престанува. На тој 1 јануари кога ќе дојде, домот исчистен од цигарите, од се што подсетува на цигари, избегнување на ситуациите кои што наведуваат кон пушење, и тука еден добар дел од луѓето имаат резултат, меѓутоа мора да се каже дека поголем е процентот на успех кај вториот начин. Вториот начин е така наречениот етапен или постепен начин, кој што вели ако денеска сум пушел и годините наназад 20 цигари, во следните 2 недели ќе се потрудам да стасам до 17. Има цигари во денот кои што прават поголемо задоволство, има цигари во денот кои што се, како што велат комшиите, реда ради. Да почнеме од тие, од наједноставните, од цигарите кои што не нудат толкаво задоволство. Прво тие да ги тргнеме. И тука како се намалува, например, еве, за 2 недели до 17, за уште 2 недели ако можеме да стасаме до 16, 15. Секоја цигара е битна всушност. Кога ќе стасаме до некоја бројка таква, тогаш можеме да преминеме кон овие средства кои што ги спомнавме за намалено изложување на катран, на докажани штетни материи, дали ќе одбереме ајкос, дали ќе одбереме било кое друго средство кое што не го согорува тутунот, значи не гори тутунот, туку или го загрева, или никотинот е екстрахиран па е ставен на посебен начин во течност, тие се тие средства за преодно намалување. Дури некои од нив, според научните студии, ајкос конкретно ако го збориме, се фалат, да речеме, со 95% помала изложеност на штетни материи. Тоа е доста голем процент. Значи, треба на луѓето да им се каже дека постојат овие алтернативи, дека не е црно-бело, како што зборевме пред малку. И дека тој пролонгиран период, овие средства се за еден период за откажување, за конечно човек подоцна да каже, окей, сега веќе престанувам. Има и една мала група на луѓе, кои што ќе кажат, возрастни сме сите,
Меѓутоа има и една мала група луѓе кои што ќе речат, оке, јас одбивам да престанам. Тоа е мој начин на живот, јас не можам да престанам, не сакам да престанам, и тогаш на тие луѓе треба да им се понудат токму овие поздрави алтернативи, кои што на еден начин нема здраво внесување на било кој од овие материи, меѓутоа компарираме со цигарите. Наспроти цигарите кои што го горат тутунот, има далеку поздрави алтернативи. Така што станува збор за една ситуација на избор. Дали човек веднаш ќе избере, дали етапно ќе избере, дали ќе оди до одредена точка па ќе застане на таа точка, меѓутоа ќе биде толку малку да не може да му наштети значително на цигарите. Сепак треба да се знае дека за луѓе црвен аларм, кутија ивол, 2 кутии на ден, пушење цигари, а има такви, за жал во Македонија и до 3 кутии мои пациенти со кои што сум комуницирал, за овие луѓе кои што ќе го слушаат овој наш разговор, тоа треба да значи еден огромен црвен аларм. Значи, штом се надмине таа кутија на ден, не дека и до една нема да има штета, има штета, меѓутоа зборуваме сега каде е претерувањето и кое драматично ќе го руши здравието во текот од некој краток период. Тоа би било по однос на изборот како да се престане да се пуши. Доктор Митов, дали вие некој сте пушили? Не. Значи го немате тоа Никогаш. лично искуство Немам. од откажување од пушење. Не сум поминал низ тоа искуство, сум разговарал со многу пациенти, знам дека е тешко, знам дека секоја навика е тешка. Јас сум имал други навики. Значи јас сум имал други зависнички навики. Јас сум бил навлечен на игрички како дете и тоа е тешко. Сега затоа ги разбирам помладите генерации. Значи прашањето е што побудува задоволство и како нашите мозоци, дали преку допаминските патишта или преку никотинските, кои да се навлекува на одредени активности кои што му прават инстантно задоволство и тоа ствара зависност. Така што борбата со секоја зависност не е лесна. Морам да ви кажам дека затоа и ве прашав, затоа што и од моје лично искуство и на опуџен со луѓе се разбира со кои сакаме да запалиме понекогаш цигара и сето тоа, таа лоша навика, дека мерките што се воведоа да не се пуши во кафеани, во барови, во кафуриња и така натаму, ми се чини, барем од кога пред да почне и од како завршува овој летен период на терасите, мене ми користат, бидејќи сум свесен дека кога сум во затворено, ако треба да излезам надвор и така натаму, драстично помалку пушам. Додуше што е право сега со коронава, веќе нема ни кафеани, ни кафуриња, замре животот, оваа 2020 година ќе ја фрлиме во корпа за отпадоци и сигурен сум дека но сакам да кажам, има улога државата во регулирање на тие, да кажам, навики. Од друга страна, доктор Митов, морам да ви кажам дека некои мои лекари, пријатели и така натаму, бидејќи знаат дека јас вистина не пушам многу, пушењето секогаш е лошо и кога не е многу и така, а особено ова што велите над кути и така натаму, понекогаш ми велат, слушај, па тие 4-5 цигари што ти прават задоволство, да си ги испушиш без гајле, бидејќи од друга страна веројатно постојат студии во кои што е веројатно и докажано дека тоа смирува, па тоа смирување потоа се рефлектира на некои други здравствени подобности и така натаму. Има ли вистина во тоа дека бидејќи обично, па дури и мене ми се случило навистина да ми треба да запалам цигара, не само заради задоволството, туку и не само заради можеби навиката, иако е тоа една комбинација проблематична, се разбира, но малку да ми помине некоја нервоза, да настане едно смирување, можеби тоа некој ритуал кој повеќе психолошки делува, отколку што има некакви хемиски процеси во телото. Така. Тоа е доста логично тоа што го кажувате и очекувано е да е така, иако не сум нашол конкретно студија која што на еден или на друг начин тоа го докажува, меѓутоа е извонредно логично. Нема да чепнам тема за кафеани, например, некоја наредна емисија, и мислам дека ќе ми ја прекинете со работка тако. Да, секако. За зголемена телесна тежина, за цигарите и сега и за кафеани, ако зборувам следен пат, мислам дека ќе ми се заблагодарите. Доктор Митов, значи сакате да ме ослабите, сакате да преставам пушам, да не бев женет ќе ме оженевте, а сега ми е прекасно за развод, така што не очекувам да ме разведувате, ама како сте тргнале во сите суштински сфери на животот, правите битни интервенции.
тенденции. Престанувам со провокативни емисии. Готово. Значи, следниот пат ќе збориме за нешто, еве да речеме некоја по витамин С, витамин Д, нешто така ќе Така, најдеме. нешто. За крај да ве прашам, бидејќи истекуваме, имаме уште една минутка, бидејќи сте експерт за Да. здравствени системи, за овој тип на функционирање на здравството во државите така натаму, мислите ли дека има некоја мерка која што не сме ја донеле во однос на пушењето, која што постои во други земји, која што избегнуваме или не ја донесуваме од други причини, а која што значително може, не знам, дали тоа цените на цигарите, дали е тоа намалување на Една е кај таа. нас се укинаа Една. рекламите, се укинаа простори кај што може да се пуши така натаму. Изгледа дека цената е драматично помала од Една. други. Мислите дека тоа ќе влијае многу? Една е мерката. И таа е мерката која што е во цел свет. Цената на цигарите. Значи, научно докажано, кристално јасно, со огромен број на студии, извонредно непопуларна. Бидејќи вие во Македонија особено, ајде да земете да ја качувате цената таму кај што ви пуши 10% од населението, па да го разберам мајндсетот на тие политичари кои што ќе го направат тоа. Меѓутоа, кај нас бројката е меѓу 45 и 50%. Ќе има Значи, поголеми половина од протести популацијата од колку кај нас. овие протести за поскапување на бензинот, претпоставувам. Ќе бидат поголеми протестите. Значи, ако се тргне во тој правец кој што научно е докажан дека го намалува степенот на пушење, а тоа е покачување на цената, тоа ќе биде извонредно непопуларно под А и под Б, за жал живееме во земја чиј што административен апарат не е доволно моќен да го спречи криумчарењето. Ќе почне продавање на цигари од под маса. И ќе имаме друг проблем. Така што тоа е малку мач со две острици. Инаку таа е мерката. Во меѓународни здравствени научни студии кристално јасно е докажано дека кога остатокот од административниот систем функционира, цената е таа која што најсилно може да удри врз навиката за пушење. Доктор Митов, дебелите се откажаа од утрински брифинг, сега ми ги откажувате и пушачите, многу негативно влијаате врз нашите рейтинзи, а ви дадовме 5 минути подолго време да не кажете дека сте дискриминиран заради навиките на водителот на оваа емисија. Ви благодарам и за ова вклучување. Утринско се гледаме следната среда, за С витамин ќе разговараме. Така. Благодарам. Благодарам и на вас. Убав ден. Благодарам